Поштувани колеги, извештајот за работа на Агенцијата за администрација за 2016 година ја отсликува целокупната работа на оваа агенција, како наративно, така нумерички и ја опфаќа нејзината работа во сите нејзини сегменти и надлежности, при што ги презентира и резултатите од наведениот извештаен период за 2016 година. Информациите и податоците кои се содржани во овој извештај се одраз на продолжување на спроведување на мерките и активностите во рамките на процесот на реформата на јавната администрација во Република Македонија, особено во областите во кои што Агенцијата за администрација е надлежна. Агенцијата за администрација, основана во 2000 година, е државен самостоен орган, правно лице, со своји одговорности, утврдени со Законот за административни службеници. И има единствена цел, а тоа е развој и одржливост на стручна и професионална администрација. Со оваа агенција раководи директор, кој го именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на влада за време од 6 години, кој што директор на агенцијата има и свој заменик. Меѓутоа, еве во таа насока, во врска со именувањето на новиот директор на Агенцијата за државни службеници, ќе кажам едно кратко свое и пошироко видување на јавноста дека до самото именување на директорот на Агенцијата за државни службеници брутално беше прекршен Законот за администрација. Сакам да кажам во таа насока дека во моментот кога беше доставен до Собранието предлогот на владата за именување на директорот на Агенцијата за државни службеници, беше направен класичен преседан во однос на прекршување на правните одредби предвидени во Законот за именување на директор на Агенцијата за државни службеници. Истиот тој директор, Спасе Глегоров, во самиот момент кога неговите сопартици го предлагаат на влада, е член на извршен одбор кој е највисок орган на управување на една политичка партија. Со тоа е прекршен основниот елемент, односно за директор на агенцијата на државни службеници не смее да биде назначено лице кој што е член на управувачки орган на партија. Јас се прашувам, кога еден директор на агенцијата вака еклатантно го крши законот, како понатаму би постапувал во однос на вработување и селекција на кадри кои што би требало да ги вработува и на нив истите да ги применува законските одредби од Законот за администрација. Тоа праќа една силна порака дека тука не станува збор за професионализам, дека тука станува збор за класична партизација и наводно дека се праќа порака дека целата администрација во иднина треба да очекуваме дека ќе биде партизирана по типот од чистачка до министер. Ке се навртам на извештајот за работа. Надлежности на агенцијата кои се предвидени со Законот за администрација се повеќе, а тоа објавување на огласи за вработување на административни службеници, постапување по жалби и приговори на административните службеници, водење на евиденција на кандидати кои доставиле лажни докази по пријавата за вработување. Тука посебно сакам да истакнам заложбата на агенцијата со предходното раководство за воведување на регистар на лица кои што лажно пријавувале документи и лажно, односно давале неточни, невистинити документи за да остварат право по однос на некој оглас за свое вработување. Со тој регистар се води една точна, прецизна евиденција на сите прекршители на оваа законска одредба, со што во иднина тие на некој временски период се санкционирани понатаму да не можат да аплицираат во Агенцијата за администрација за некое работно место за кое што би сакале да го остварат своето право на вработување. Тоа е посебно за поздравување. Понатаму, покрај ова, агенцијата може да учествува и во постапките за унапредување и утврдување на дисциплинска одговорност и престап на административните службеници во институциите од јавниот сектор. Тука е во извештајот наведено како е поставена функцијата, нејзини сектори, нејзини оделенија, вкупниот број на вработени дека од 72 работни места пополнети се само 63,9% од планираниот број на вработени. При тоа да се напомене дека 42 од вработените се македонци, сите други останати се припадници на етничките заедници кои што живеат во Република Македонија,
со што се дава една јасна слика дека тука се почитува принципот на правична и еднаква застапеност. Во извештајот за 2016 година на Агенцијата за администрација, раководните лица и вработените по покана и во организација на повеќе институции учествувале на вкупно 34 конференции, обуки, семинари, студиски посети на повеќе теми кои што директно имаат инпут во подобрување на квалитетот на работата на Агенцијата за администрација. При тоа тука во овој извештај се наведени и постапките за значајните измени во постапките за селекција на кандидати, посебно законот што е за поздравување донесен од претходното мнозинство во собранието, кој што закон беше донесен со европско знаменце, односно закон кој што ги спочитува во целост европските критериуми, се со една цел спроведување на реформите во јавната администрација и вработување на највисок професионален кадар во јавната администрација, која што има една единствена цел, а тоа е да биде сервис на граѓаните и максимално да го подобри квалитетот на услугите што треба да ги остваруваат граѓаните во сите институции од јавниот и државниот сектор. Меѓутоа, во таа насока сведоци сме овие 2 месеци на потполна партизација на државата, дека сведоци сме и на наводните измени на законот на администрација што новото владино мнозинство сака да ги примени, а тоа е намалување на критериумите, односно враќање на назад. Имено, тие цело време се повикуваат на реформи, меѓутоа еве, гледаме дека не е така, дека единствен критериум за вработување во новото владино мнозинство во владата, во институциите на системот е тоа како втора лична карта да имаат членската книжка на СДСМ. Толку од професионалната администрација, толку од системот на транспарентност, на отчетност и толку од она што претходно помпезно се тука наведуваше дека јавната администрација била превработена, била прегломазна, требала да претрпи реформи, дека не одговарала на потребите на граѓаните, па дури бевме сведоци како таа беше брутално навредувана. За сега да сме сведоци на 100 нови вработувања и единствен клуч за овие нови вработувања е партиската книжка, односно кој беше најголем плукач на претходната власт. Представниците на шарените револуционери најповеќе го најдоа своето место во новата влада. При постапките за објавување на огласи и селекција на кандидатите за вработување, Агенцијата, како што наповнав, имало спроведено 58 јавни огласи, од кои 246 работни места вкупно за 255 извршители, од кои 21% јавни огласи се на барање на органите на централната власт, 79 јавни огласи се на барање на органите на локалната власт. Агенцијата во текот на своето работење во периодот на 2016 година продолжила со спроведување на активностите за остварување на стратешкиот приоритет на владата на Република Македонија, интеграцијата на Република Македонија во ЕУ и НАТО, и тоа во мај и август 2016 агенцијата директно доставила прилози кон извештајот, а тоа е и оваа година агенцијата вршила ажурирање на податоците за реализација на мерките и активностите од поглавието 4.1. При што агенцијата преку своји работни групи учествувала во 4-та група од НПА за административен капацитет и дала свој придонес директен во изработка на националната програма за усвојување на законодавството на ЕУ. Главни предизвици на агенцијата за 2017 година е тоа при остварувањето на своите функции да испорача професионални услуги на граѓаните, на државните и јавните службеници, органите на државната служба и институциите на јавниот сектор, како и на сите други заинтересирани, имајќи го во предвид домашниот општествен, но и во согласност со стандардите и начелата на европскиот административен простор. Од тука, основниот фокус на активностите во програмата за работа на агенцијата во 2017 е ставен на стратешките цели и приоритети на агенцијата, утврдени во планот за спроведување на стратешкиот план
на агенцијата за првата половина на 2017 година. При подготовката на програмата за работа соодветно внимание е посветено и на мерките и активностите кои за агенцијата произлегуваат од клучните стратешки документи на Република Македонија, а тоа е стратегијата за Југоисточна Европа 2020, нацрт националната програма за усвојување на законодавството на Европската унија, ревизија за 2017 година, како и на врските со стратешки приоритети на владата на Република Македонија во 2017 година, утврдени во одлуката за утврдување на стратешки приоритети на владата во 2017 година. Благодарам.